да излезат, бидејќи со неизлегувањето само ќе им помогнат на одредени структури кои што не им мислат добро на државата. И еве така еднакво, бидејќи ние како партија во овој месец дена ќе настојуваме на граѓаните на Република Македонија да им кажеме простата вистина за настаните што се случија. Бидејќи овие настани, ако не се преземат радикални мерки во правец на подобрување на состојбе, во согласност со својата природа, ќе се повторат на истиот начин повторно. Господин Бачев, при крајот сме на емисијата запланирана за оваа вечер, па доколку би сакале еве на крај, вие на еден начин и апелиравте на граѓаните, на гласачко тело, нели сепак да се излезе на избори, меѓутоа има време до изборите, верувам дека повторно ќе дојдете овде во студиото да ни гостувате и во целост да ја прикажете програмата за овие парламентарни избори. Меѓутоа за крај, доколку би биле уште нешто да додадете, би последните минути би ги оставила вам. Па вака сега, нашите партиски активности се течат според затартаната динамика. Се надеваме дека во најскоро време ќе конституираме општински одбор и во Радовиш. А во таа насока еве уште еднаш ги повикувам сите луѓе кои што пред се сакаат државата и мислат добро на својата држава, да не се приклучат, бидејќи ова сега стварно за жал во сите нормални држави како што гледаме ние избори се водат на економски теми. Сите партии се преговоруваат за пониски даноци, пониски цени, за подобар стандард. За жал и на овие избори кај нас ќе доминира таа безбедносна дилема. Како што гледаме еве веќе во тие предизборни митинзи тука веќе се форсира таа дилема. Али нашата партија со полно морално пред човечко право ќе истакне и една друга тема на овие избори. Ќе истакне темата на криминал, на корумпираност, која уништи оваа држава во овие 10 години. Тоа со факти и со аргументи. Ќе форсираме и таа тема, како што гледаме овие двете големи, условно кажано големи партии, без што ја избегнуваат таа тема, бидејќи длабоко се инволвирани во тие криминални активности. Ние со целосна жестина ќе форсираме и таа тема, значи, али за жал ќе мора да се укажат, ќе мора да ги промовираме нашите решенија во однос на сочувување на безбедноста на државата. Ќе укажеме на сите тие моменти, и што најважно, ќе понудиме решенија како тоа да се надмени. Нема да биде тоа голо критизерство, голи фрази, него конкретни решенија како да се надменат постоечки работи. И еве ги повикувам заинтересираните во Радовиш уште еднаш, доколку сакат поконкретно да слушат излагање за програмата, да повелат утре вечер да дојдат во Кавадарци на промоцијата на нашиот општински одбор, кој што е 23 поред, па после доколку пројават интерес, ќе се договориме и се надевам, како што кажав, дека во најскоро време ќе ја заокружиме нашата партиска инфраструктура со уште еден општински одбор во Радовиш. Господин Бачев, јас се надевам дека во овој изминат еден час успеавме граѓаните да ги запознаеме со оваа нова политичка партија, Народно движење за Македонија. Ви благодарам за учествието во емисијата и ви сакам се најдобро. Ви благодарам и на вас и се надевам дека во периодот што следи ќе имаме успешна и коректна соработка. Благодарам. А вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатна вечер.